Да бидам реален и нас како екипа ова ни изненади, очекувавме дека ќе биде барем малце потопло од оној ветер суден што ги имавме изминативе денови во Скопје, меѓутоа снегот ни изненади. Практично и тоа е единственото нешто во Истанбул во овој момент што е символички ни покажува дека се новогодишните престојни празници. Општиот впечаток што сега и сликата што може да ви ја принесам од Истанбул дека има огромно полициско обезбедување. На секаде моментално се наоѓаме пред џамијата што можете да видите позади мене Аја Софија, во близина сме и на Топкапи, на Сината џамија. Туристи шетаат низ градот во групи, меѓутоа полициското обезбедување е навистина многу големо. Тоа го осетивме, го почувствувавме уште при вчерашниот наш влез на границата помеѓу Грција и Турција. Буквално 2 часа екипата на телевизија Нова, меѓутоа и сите други оние кои сакаа со автомобили да влезат во Турција, беа подложени на ригорозни контроли. Вкупно ги избројавме 5 контроли, документите ни беа неколку пати проверувани, меѓутоа она што беше изненадување, целиот автомобил ни беше поставен во една сала на рентген. Снимањето на самиот автомобил траеше 20 на минути. Зашто ово ви го кажувам? Знаеме дека изминатава и 2 недели имаше еден терористички напад во Турција, каде што загина 40 луѓе, над 200 беа повредени. Бевме сведоци на неуспешниот воен удар од Летово од јули месец, терористичкиот напад на аеродромот Кемал Ататурк на почетокот на јули, така што турските власти во пресрет на новогодишните празници очигледно ништо не оставаат на случајноста. Како што кажав, обезбедувањето е на многу високо ниво. Посебно оние невралгични точки каде што има повеќе туристи, каде што е плошадот каде што се наоѓаме во моментот, меѓутоа под засилено полициско обезбедување се и сите оние витални државни институции. Ние овдека ќе останеме неколку дена имајќи во предвид дека Истанбул и Турција не се само важни или не се само критични поради тие терористички напади, меѓутоа во пресрет на новата 2017 година ќе биде една од клучните земји, слободно можам да кажам и за политичките, меѓутоа но и безбедносните случувања во Европа, имајќи во предвид дека во Турција се наоѓаат од 2,5 до 3,5 милиони мигранти. Можевме изминативиот час да ги забележиме и како слободно се шетаат низ Истанбул. Тие се уште остануваат на турска територија, имајќи во предвид дека иако е на стаклени нозе, се уште некако функционира договорот помеѓу Европската унија и Турција, договор со кој што Турција се обврза на своја територија да ги задржи овие 3,5 милиони луѓе за кои што пред малку зборуваат. Ние ќе останеме тука неколку дена, ќе направиме и приказни репортажа за како моментално живее Истанбул за Нова година, но пред се по оние немили терористички напади. Исто така ќе пробаме да дознаеме и како живеат мигрантите кои што се наоѓаат. Исто така во Истанбул дознавме дека тие тука се движат слободно, не се стационирани во кампови и покрај тоа што има исто така и големи кампови во внатрешноста на Турција. Тие што се наоѓаат во Истанбул дознавме дека слободно работат, имаат пари, меѓутоа она што е најважно за нас, убедени се дека набрзо ќе го продолжат своето патување кон Европа.